Доделени се само 12 лиценци за објекти за настани кои работат како дискотеки и кабареа во земјава, но во пракса има стотици такви објекти. Премиерот Мицкоски рече дека ќе ги затворат сите што не се законски, а кои според него се отворени во периодот кога СДСМ беа на власт. Тој рече дека ќе ја преземе целосната одговорност само откако ќе се искорени корупцијата во државната администрација. Да им одговорам на оние што прават полноќни пресконференции. Тука нема политика. Ќе одговарате сите кои што сте се дрзнале на овој начин да водите политика на грбот на граѓаните и на животите кои што овие деца ги изгубија. И нема да има милост, од дома ќе ги вади. Ако мислат дека ќе се обидат на етничка карта да играат и на политиканство кое што вчера се обидува со тие полноќни пресконференции. Од дома за уште ќе ги вадим. Тој му се обрати и на потпредседателот на Дуја Арбар Адеми, кој доцна синоќа пред полициската станица во Карпош изјави дека власта се обидува да ги обвини претходните структури на интегративците, додека поранешниот министер за економија Крешник Бектеши бил на распит. Тој е во краток притвор од 48 часа. Адеми и денеска одржа пресконференција на која рече дека никој не треба да искористува оваа трагедија за политичка корист. Mendojmë se nuk është koha për politik, po flasim për llogaridhënie. Ne sot kemi nxjerrë në pa fakte dhe kemi përcaktuar saktësisht se kujt është kjo përgjegjësi. Askush nuk duhet ta shfrytëzoj këtë tragjedi për përfitime politike apo të manipulojë me emocionet e qytetarëve për të liruar dikë nga përgjegjësia. Во Кочани, како општина со 31.620 жители, има само 2 објекти кои работат како ноќни клубови или кабареа. Градоначалникот Папазов и општинските власти знаеле и имале обврска да знаат дека фирмата МММ Кафе Дуел Кочани немала лиценца и не ги исполнува условите. Во меѓувреме, по распитот во истражните органи, градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов, кој е од редовите на ВМРО ДПМН, поднесе оставка, но лидерот на оваа партија Мицкоски реше дека локалната самоуправа не е виновна, освен за ситни прашања за пропусти на општинските инспекторати. Тој рече дека главната вина е на централните власти кои издавале фалсификувани дозволи за тој објект во периодот од 2022 до 2023 година, кога министер за економија беше Крешник Бектеши. Премиерот рече дека никој нема да биде толериран и сите ќе одговараат за ова масовно убиство, како што го нарече денеска.